За 16 активни и пасивни баратели на работа од Виница, лица со инвалидитет кои се работоспособни и на кои не им е одземена деловната способност, се отвараат нови перспективи за работа со целосна поддршка од институциите. Нивната идеја во старт ќе биде поддржана со грант од 5000 евра за набавка на неопходните ресурси за работа, откако претходно со помош на консултанти и обуки ќе ја разработат профитабилноста на бизнис планот. Раководителот на агенцијата во Виница, Орце Христовски, детално ги образложи чекорите за користење на мерките, а помошта и поддршката нема да изостане и понатаму со секој нов чекор. Поддршката ќе биде за лицата кои сами сакат да отворат нешто свое собствено и ќе биде од 310.000 денари во опрема или репроматеријали. Значи, ќе ви се доделат опрема или репроматеријали за работењето на вашата фирма. Значи, доколку сакате да вработите второ или трето лице, за секое наредно лице се добиват по 92.000 денари, исто во опрема или репроматеријали. Значи, по завршувањето на сите тие процедури, околу изборот, следува, ви се дава поддршка од страна на консултантска куќа, која е ангажирана преку UNDP, при изработката на бизнис планот. Почетната информација предизвика интерес кај некои од присутните. Јас веќе имам отворено фирма, имав отворено. Јас затворив поради причините, пошто се каснеа рефондациите на платите. Така? И малце заглавивме здравствено и моравме да ја оставиме во затварање. Така. А сега според обуката што ни ја кажа, планирам пак нешто во иста дејност што ја работам, да пробам повторно да... Конкретно што имате идеја? Па нешто идеја, јас што работам со, не знам да ви кажам баш точно, ама компјутерски делови, галантерија, графика, така. Па не се доволно, ама мора да преживееме некако. Градиш ништо. Бенефици ништо ристина, имам работа. Она што беше потенцирано во рамките на денешната прва обука е дека со бизнис идеите ќе бидат опфатени сите дејности освен земјоделството. Инаку во Виница, според последната евиденција на Агенцијата за вработување, 74 лица со инвалидитет се веќе вработени во заштитни друштва во компаниите кои работат, а 7 се регистрирани како трговци поединци и имаат сопствени фирми.